Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Владата одлучи да побара од собранието да го разреши државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски поради професионални грешки со кои се нарушила ефикасноста на обвинителството. За Коцевски предлогот е политичка одлука, бидејќи единствен основ за негово разрешување е тој да има направено тешка дисциплинска постапка, која не е утврдена од Советот на јавни обвинители. Се поизвестна судбината на државниот јавен обвинител со оглед на бројноста на парламентарното мнозинство. За аналитичарите, новиот државен јавен обвинител ќе има тешка задача. Врз основа на членот 88 став 1 од Законот за јавното обвинителство, а по претходно добиено мислење од страна на Советот за јавни обвинители, му предлага на собранието од функцијата јавен обвинител на Република Македонија да го разреши Љупчо Коцевски поради направени крупни професионални грешки при раководењето со јавното обвинителство, што доведува до нарушување на ефикасноста и функционалноста на јавното обвинителство. Неовластено изнесување на информации и податоци за судски предмети, со што ја повредил обврската за заштита на тајноста на постапката согласно закон. Тоа е нивна политичка одлука, јас и понатаму ќе работам правилно, законито, честно, така да околу тој дел немам што повеќе да кажам. Согласно законот, важечкиот закон, јас треба да сторам тешка дисциплинска повреда. Тоа Советот за јавни обвинители го констатираше дека од моја страна не е сторена тешка дисциплинска повреда. Понатаму постапката е оди предлогот во влада, односно влада може да го достави до собранието, тоа не е моја надлежност. Мора да биде избран некој кој што би бил исклучително професионален, меѓутоа и некој кој што има демонстрирани докажан интегритет, независност и кој што би практично би демонстрирал менаџерски способности, визионерство и некаква авангардност во својот пристап, затоа што ќе наследи исклучително тешка позиција. Неселективна правда со кривична одговорност и морална одговорност од високи владени функционери побара родителите на настраданите во Кочанскиот пожар на постојаната анкетна комисија за човекови права. Владеачкото мнозинство тврда дека ова анкетна нема да донесе правда на родителите и одговорност за виновниците. Опозицијата пак бара законски измени за промена на целиот политички систем. Премиерот Мицковски смета дека анкетната е манипулација на опозицијата, бидејќи обвинителството не дозволува изнесување на факти и докази што се уште се во истрага или без судска пресуда. Ова не е трагедија што се случила сама по себе, туку трагедија создадена од системски пропусти и негрижа. Дополнителна болка нанесува фактот што истрагата се води неажурно, селективно и со очигледни политички калкулации. Гледаме дека се гонат само најниските во хиерархијата, додека оние што имале најголема моќ и одговорност, министри, директори, началници, инспектори, се движат слободно како да немаат никаква вина. Родителите 9 месеца немаат спиено тук. Пауза ќе тражат. Ние 9 месеца не сме направиле пауза, а волонтерски работиме, а вие сте платени тук. Нас на кондиција нема да не фанете. Колку дена и да биде, што и да треба да правиме, ќе го направиме во закоче. Почитувани родители, има стенографска белешка јавно на говорница на пленарна седница го има зборувано. Улогата на ова тело не е да утврдува факти, туку да копа во вашата болка и во таа болка да собере ефтини политички поени. Тоа е целта на целата оваа демагогија. Да направиме еден комплетен, нов политички систем со многу помалку институции, со јасно утврдена одговорност, а не фрагментирање на институциите, фрагментирање на тела кои што обврските и одговорниците им се преклапаат, не со изговори дека тоа не е наша работа. Кои биле причините на законодавецот, односно на овој парламент, тие услови да бидат олеснувани еднаш, па да бидат олеснувани уште еднаш, за на крајот да само со собствена изјава собственикот гарантира дека тој објект ги исполнува тие услови, предпоставувајќи дека на тој начин ќе превземе и кривичната одговорност. Секој пратеник буквално може до
пратениците да достави предлог, амандмани за измени на секој закон. Таков закон и таков предлог до сега никој од овие пратеници кои што дискутира нема доставен. Вистинското прашање е зошто се чекаа месеци да се закаже оваа анкетна комисија. И моето чувство од оваа анкетна комисија е дека сите зборуваме за правда. И моето чувство е едно од главните барања на родителите е токму тоа да има правда. Правда на анкетна комисија не може да има. Правда може да има во рамките на судски процес. Прво преку онлайн иницијатива, потоа со порадикални чекори и мобилизација на секој град и село. Филипче најавува дека нема да дозволат во земјава да влезат мигранти во рамки на договорот меѓу Македонија и Британија, за кој деновиве пишуваат британските медиуми. Мицковски смирува, дури е тој премиер, мигранти во Македонија нема да се носат. Антилегалната миграција е во фундаменталните вредности на ВМРО-ДПМН. Со проектот Safe Countries ќе бидат мониторирани границите да нема илегално влегување на мигранти. Ние сакаме развој. Ние сакаме да сме дел од Европска Унија. Не сакаме да сме мека на мигранти. Да дојдат луѓе кои што гледаме како се однесуваат во другите земји и какви проблеми ствараат. Насилства, протести, силувања, болести кои што се донесени, кои што се искоренети во многу земји. Ке следи силна мобилизација, активност на секој ниво, у секој град, во секоја општина, во секое село. Нема да дозволиме да дојдат мигранти тука. Они викаат failed asylum seekers. Тоа што значи? Неуспешни апликанти за азил, да ги праќаат во трети земји. Да потенцирам и да кажам јасно и гласно пред македонската јавност дека таква тема не е разговарана. Но доколку се разговара, исто така ќе биде одбиена од наша страна. Додека јас сум премиер, дека сум јас претседател на оваа влада, нема да никне ниту еден шатор во кој што ќе бидат сместени илегални мигранти и нема да примиме ниту еден илегален мигрант. Почна пленарната седница за усвојување на буџетот за следната година. Тој тежи рекордни 6,7 милиарди евра. За власта е реален и развоен, за опозицијата е нереален и буџет кој асоцира на предвремени избори. Овој буџет не е само документ со бројки и табели, тој е економска порака за стабилност, доверба и развој. Јасна потврда за одговорно управување со јавните финансии, кој го воспоставивме и го продолжуваме со полн капацитет. Буџетот за 2026 година покажува дека можеме да управуваме паметно, дисциплинирано и визионерски, дури и во време на глобални предизвици. Буџетот е изготвен врз основа на постигнатите економски резултати и очекувањата за продолжување на позитивните трендови. Водевме сметка за реалноста во проекциите, економичноста и ефективноста во планирањето. Иако владата не сака да го изговори, од самата конструкција на буџетот мириса дека 2026 се подготвува како изборна година. Растат тековните расходи и трансферите, нема врзување на трансфери со пазарот на труд, нема предвидлив механизам за иновации и за јакнување на конкурентноста, нема обврзувачки индикатори за перформанси на буџетските корисници. Ни се нуди наратив за буџетска криза што не ја подобрува структурната сила на економија. И затоа не станува збор за развој на буџетска политика, туку станува збор за политика на одложување, на позајмување и префрлање на трошоците во иднината. Трошоците за живот во ноември пораснале за 4%, инфлацијата за 0,5%. Од Министерството за економија за сител велат растот е умерен и очекуван. Трошоците за живот во ноември повисоки за 4% споредано со истиот месец лани, пресмета статистика. За една година поскапело речиси се, а храната и пијалоците бележат раст од над 5%. Повторно се подгрева и месечната инфлација. Откако во септември и октомври беше минус 0,2%, во ноември пораснала на 0,5%. Ова е повисоко дури и од август, кога месечната инфлација беше 0,2%. Од Министерството за економија за сител велат растот е умерен и очекуван.
Важно е што ценовниот притисок останува ограничен и не укажува на потреба од итни краткорочни интервенции. Во моментов нема потреба од нови краткорочни мерки. Истовремено остануваме внимателни, го следиме секое поместување во ценовните групи и сме подготвени да реагираме доколку настанат поголеми шокови или ризици за стандардот на граѓаните. Македонската годишна инфлација во ноември е речиси двојно повисока од таа во еврозоната, каде се измерени само 2,2%. Инаку годинава забележана е највисока годишна инфлација од 5% во февруари, а најниска во април, кога беа измерени 2,6%. Мартин Арсов, Сител телевизија. И во одјавата на овие вести најава за ракометниот дерби надпревар од 16-тото коло од Суперлигата во Битола, првакот Еврофарм Пелистер го пречекува лидерот на табелата Вардар. Почетокот на дерби дуелот е во 18 часот. Вестите завршија, следното издание во 9. Пријатно.